Почитувана јавност, влеговме во НАТО и со сигурност можеме и во Европската Унија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија носи сојузници. ВМРО-ДПМН нуди единствено конфликти. Од едната страна е членството во НАТО, од другата страна е белата барокна палата на ВМРО-ДПМН. Од едната страна се Брисел и преговорите со Европската Унија. Од друга страна се хунзите, Белизе и со брата Рој. СДСМ нуди кадри кои земјата ја носат на прав пат. ВМРО-ДПМН ги нуди луѓето на Никола Груевски. Пред 3 години нашата држава беше во длабока изолација, заробена во режим, раскарана со сите соседи, без никаква евроатлантска перспектива. Процесите на интеграција за Европската Унија и НАТО беа на маргините, додека режимот правеше се за државата да ја држи што подалеку од овие два моќни светски сојузи. За само 3 години, преку одговорни, државнички и храбри политики, успеавме да ја вратиме државата на прав пат, на патот на евроинтеграциите. Денеска сме горда 30-та земја членка на НАТО, еднакви во најсилниот и најважен воено-безбедносен сојуз. Нашите граници се трајно безбедни, а нашата национална безбедност и сигурност никогаш не била на повисоко ниво. Никогаш повеќе нема да сме сами и незаштитени. Тоа значи сигурна иднина за сите нас и за сите наши деца и гарантиран брз економски развој. Нови инвестиции, нови работни места, повисоки плати за сите. Ја модернизиравме армијата по светски стандарди, а дополнително, преку влезот во НАТО системот, нашите фирми добиваат пристап до пазар од 4 милијарди евра на годишно ниво. Членството во НАТО, почитувани граѓани, е влезна карта и за членство во Европската Унија. Подготвени сме и знаеме и можеме. До 2024 година ќе отвориме 80% од поглавијата за интеграцијата на нашата држава во Европската Унија. Од европските фондови обезбедуваме 2,5 милијарди евра за Северна Македонија. Тоа се повеќе пари за справување со корона кризата, за енергијата, за конкурентност, за повеќе капитални инвестиции, за земјоделството, за канализации, за водоводи. Тоа, почитувани граѓани, се европски пари за европски стандарди, но кај нас овде, дома. ВМРО-ДПМН 3 години правеше се за да го блокира напредокот кон ЕУ и НАТО. Се промовираше како антиевропска и анти-НАТО партија, предводена од Христијан Мицкоски. Мицкоски правеше и навиваше да не се случи приемот во НАТО, да не започнеме преговори со Европската Унија. А кога формално се случи влезот на нашата држава во НАТО, не смогна сили ниту да го честита овој историски успех за нашата држава, секако и за граѓаните. Денеска Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН се закана за членството во НАТО, секако и за евроинтеграцијата. Тие нудат само обнова на режимот, тие сакаат државата да биде изолирана, да ги манипулираат граѓаните со лажни митови и лажен патриотизам, додека парите завршуваат во Белиот дворец. Но граѓаните тоа ќе го препознаат и со сигурност нема да го дозволат. Нема враќање на изолацијата и обнова на режимот. На 15 јули граѓаните ќе одберат да продолжиме на правиот пат, на патот на НАТО, на патот кон Европската Унија.